Докторе, Добар ден. добар ден. Ја маската во рака ја носам. Да, и ја имам на секој, да. Ама мислам дека имаме дистанца. Благодарам што прифатите да бидете дел од овој Благодарам серијал. на поканата и со големо задоволство. Мислам дека имате што да раскажете, што да кажете. Имате едно интересно фамилиарно стебло, бидејќи Старова е познато презиме. Ќе се потрудам да Но биде, не да. само презимето и биографијата која што имате вие, искуството за вас. Овде сме Благодарам. пред Да, ова е вашиот дом, нашиот така? дом, да, да, да. Ова е нашиот дом и Значи ќе Ова е влеземе овде да отвориме приказната, а потоа ќе идеме и до сега веќе поликлиниката. така, дермапраксис доктор Старов. Дермопраксис. Да, повелете. Благодарам. Докторе, благодарам што не примивте во вашиот дом. Задоволството е мое. Овде во центар, практично. Иако кога го договаравме интервјуто, вие велите живее во Ново Лисиче, во Чаири, сега сум во центар, овде некаде, Буњаковец, Универсална сала. Така. Како сте на почетокот? Да, благодарам на прашање, добро. Драго ми е што прифативте да бидете дел од овој серијал Патот до успехот. Кога правев анкета да видам дали го знаат доктор Старова и нема некој кој што не ве познава. Го знаете доктор Старова? Кожниот, сите, да. Благодарам на поканата, да, па јас сум во проблематиката веќе 30 години. Веќе 30 години сум во дерматологијата. Но претпоставам Така да- тој е убав муавет така што се шири од подобра реклама од добар муавет помеѓу пациенти, веројатно нема. Да, и тоа е, да, најубавата реклама е вербалната реклама, односно најголем промотор ви е задоволниот пациент. И ние имаме и политика некоја на самата сега поликлиника, да кажам, да никаде не се рекламираме. Односно се рекламираме преку задоволните пациенти. Да. Сега сме во вашиот дом, ќе отидеме потоа и до поликлиниката, тоа до преднеодамна беше ординација, сега веќе сте поликлиника. Знам дека ред се чека во смисла на тоа што мора да закажеш за да добиеш термин. Јас сакам да ја вратам малку наназад околу тоа кој е доктор Старова. Да, јас сум роден во Скопје, сум дете на просветни работници. Татко ми Урим Старова е со потекло од Поградец, Албанија. Мајка ми Нусрета Старова е од Плав, Црна Гора. Така да јас сум од некој мешан брак во југословенско време и тоа се моите родители на кои нели ние сите за своите дела најголема благодарност им искажуваме на своите родители кои се труделе да нели да не направат нас како што не направиле. Впрочем и тоа е интенцијата кај родителите, кај сите родители да ги своите деца нели достигнат до едно ниво да ги направат исправни луѓе, да ги направат корисни членови на заедница и крај крајава знаете кога ќе правите една дефиниција, односно оценка за тоа што е успешен родител, тоа е нели успешно дете. Так. Да, тоа се моите родители на кои ја им изразувам голема благодарност за сето тоа што го направиле до сега за мене. Иначе јас сум женет со Сабиха Старова, таа е дипломирана медицинска сестра, мојата сопруга, мојата голема подкрепа и на која и должам за исто да изразам едно големо благодарност за сета своја жртва што ја правела и ја прави за да семејството функционира така како што функционира. За да се терат правилно за сите кариери. Да се терат се. Сега, нели, порано, сега кариерата, да, и порано кариерата, али порано и, нели, воспитувањето и на нашите две деца. Тоа се ќерката Хана Старова, која е дипломиран лекар и која што е моментално во Германија, и синот Урим Старова, кој исто е дипломиран лекар и он е моментално во
работат и специализираат во Дортмунд, Германија. Урим е по вашиот татко, така? Да, Урим е по мојот татко и јас сум, кога кажувам, јас сум син и татко на Урим. И сега во ординацијата, кога доаѓаат ординација, зависи од годиштето на пациентот, кога ќе ме праша што е ваш Урим, кој некој младо девојче, младо момче, ја кажам, јас сум татко на Урим. А кога доаѓа постара особа, или повозрасна особа, која била и студент на, можеби на мојот татко, ја кажам, јас сум син на Урим. Да. Позната е лозата Старова, овде во Македонија, позната, респектирана, почитувана, и од Луан, и од Згзиме, и од Вулнет, па еве сега и вие. Сакам да ве држам малку во она што го велиме ние детство, бидејќи споменавте Лисиче, Чаир, сега веќе центар Лисиче, тамо сте израснати? Да, јас израснав во насоба Лисиче и тамо живеев до некоја своја 11-та година од животот, учев во основно училиште Сава Ковачич, потоа некаде околу 30 години, 35 години живеев во Чаир, каде што учев во Петар Завровски Пенко осмолетка и средно школо завршив гимназија Орце Николов. После тоа следеше медицински факултет во Скопје и нели вработување во клинички центар и понатака специализација и магистерски студии, докторски студии на медицинскиот факултет во Скопје. Во таа Југославија не беа толку изразени предрасудите македонец, албанец, со други. Во таа Југославија не беа, така да ние секој со секого се дружевме, игравме и тоа игравме уште најмали години, значи она постоеше многу изразен малски живот во тоа време, што сега за жал не го гледам тука во нашата околина. Така да сите се дружевме, сите излагавме заедно. Немаше некои не проблеми, туку непријатности во училиште, затоа што на пример знам кога снимав со госпоѓа Савина Айрула, таа па го носеше тоа бреме дека турчинка и нели во историите постојано се учеше 5 века по турство и малте имала некој знаеле да префалат некој од деца дека биле во основно училиште. Ја знаете како, ја секогаш кажувам, секој сема своето искуство. Ја никогаш не сум имал во моето школување, земајќи го нели осмолетка и гимназија и понатако медицински факултет, од тој аспект никогаш нити проблеми, нити чак што више денеска со сите целото тоа друштво, нели тогаш така се живееше, сме останале многу добри другари од време на време, сега колку ни дозволуваат можностите, ангажманите на сите, се среќаваме, излагаме, да се посетуваме и така. Иначе бевте мирно дете? Па не баш. Не баш, ја имав баба која што, нели, двете моите баби и дедовци многу ги сакав и ја ги затекнав, меѓутоа ме чуваше на мајка ми мајка. Она ме чуваше и бегав и кроз прозор знаев да избегам и да отидам да играм па да ме нема цел ден. И баба ми ме чуваше, али јас сум многу благодарен на мојата баба, затоа што ме чуваше баш како што треба, без никакви попусти. Така да ако нешто погрешив, и она имаше една узречица, ќе се заколнеше, дека ќе ме истепа, и јас знаев дека ја ќе го добијам, нели, тоа што треба да го добијам, и после си викав, кога сум излегол више, дај седи до крај, така кој ќе се вратиш. Секако ќотек ќе изидеш ќотек. Да, сум играл, да ви кажам, многу, по улица, сме излагале, сме јаделе на улица у тоа време, нели. Уради како сите, крадење кајси по дворови. Да, кришка со шеќер на леп, значи тоа ни било. Баба Елка, ќе ја спомнам, една стара баба која што ни беше комшика, ќе ја спомнам и во емисијата, која давно време покојна, на цело друштво од школа која се враќавме ни правише на леп, па ќе стави малце шеќер, па малце вода да не падне шеќерот. Сум јадал, јас такова, да. Тоа беше од тоа време. Денес да те види доктор така со шеќер, пошто денес нели белиот шеќер, не чинел, воспитувањето е малку шеќер, пимало стевија, не знам што. Така, подруго е воспитување, но меѓутоа ние во тоа време. Да, кога веќе го споменавме воспитувањето, иначе патриархат, кој го држеше главниот збор во фамилијата? Да, немаше изразено, значи кај нас функционираше баш целото семејство многу складно, со тоа да татко ми нели беше професор на виша педагошка, меѓутоа и беше малце хендикепиран у смисло да
имаше диабет од својата рана младост, така да ние живеевме баш она складно, стандардно, со 3 оброка, пошто секоја се готвеше за татко ми, значи баш организирано, со тоа да мајка ми повеќе се гриеше по дома, татко ми со работата и така да баш како едно просветарско семејство во тој период, да кажам. Строги беа или бабите беа построги од... Не, баш мајка ми беше построга, да кажам искрено, меѓутоа баш строга толку колку што треба. Значи, наев да и со папуча да изедам ќутеки, нели? Тоа време, како сите, меѓутоа да, од оваа перспектива се покажало позитивно, знаете како, ако грешите не може да ве бодрат за да и понатака грешите, мора да има мала. Денес не знам дали да кажам за жал или за среќа малку променити се работите. Така, денеска малку подруго се. Ако некој погледна од страна дека дете со папуче удирате, тоа веднаш не знам, вакви за човекови права, такви човекови права. Така. Сакав да ве задржам уште а белјаџија бевте генерално или не? Не, белјаџија не. Да, бев живо дете. Така да, со трчање, со фудбал, со спорт многу, со школски активности, со ова, меѓутоа белјаџија. Кога одите од Лисиче во Чаир? Да. Другарите ги задржувате или наоѓате нови другари? Наоѓам нови другари, пошто знаете како, ја тогаш бев доста мал, бев пето оделение и сега комуникацијата таа ние се оцеливме, Лисиче и Чаир не се близко, така да многу малку ми останаа другари што контактирав од Лисиче. А потоа во Чаир се многу брзо се. Јас сум таква особа што многу брзо се здружувам, многу брзо склапам пријателства и во тоа време беше позитивно за тој начин на живење, за тоа да кажам, за тој соживот, тоа што горе-доле сите бевме еднакви и второ, имаше многу можности за дружење. Во Чаир беше многу убава населба, со многу зеленила, со многу игралишта, каде што ние секојдневно се среќававме, секојдневно нели дружевме, и сега кога секојдневно се среќавате со некој, се дружите со ова, се ствараат многу блиски релации. Тука нема место за некоја оптеретеност, за некои разлики. Така да функционираше, мислам, се идеално. Така да ја кога ќе се вратам наназад на моето дејство сум многу задоволен што имам еден пријател и кум и стално вика среќни дани мог детинства. Носталгични сте? Генерално носталгични сте? Па на некои минати времења помалку да. На организацијата, на среденоста, на начинот на живот. Сега се живее многу побрзо, нели? Се живее многу поактивно. Се живее, значи се ставаат некои приоритети кои порано не биле. Со обзир на тоа да доминирала средната класа, сите имале приближно еднакво и сите живееле приближно еднаков живот. Сега се прават некои, се губи таа средна класа која што мислам дека е носител на општеството, веќе има големи стварат разлики, нели јазви. И кога има веќе тоа веќе не е тоа. Вака кога зборуваме и сега некако цело време ми од како се вели тоа одзвонува беше во смисла беше пубаво и некако кога ја правиме таа разлика околу тоа како било некогаш и како било денес и прашањето едноставно е каде тоа се оттугивме, каде што се случи со нас. Не говорам овде на поделби по етничка основа, туку говорам на поделба на луѓе помеѓу луѓе. Знаете како темпото, веројатно темпото за живот, желбата за поголема заработувачка, тоа неминовно го зголемува работното време, зголемувањето на работното време ве отуѓува од семејството, отуѓеност од семејството си има некои своји, нели се одразува на не само на воспитанието, но на функционирањето на семејството како единка. Ги нема оние заеднички излагања, не почести, јас се сеќам порано на Вардар, многу често идев со татко ми на стадион. Јас се сеќам на стариот стадион, старата јужна трибина на Вардар. Многу често одевме. Многу често излагавме во Сарај. Немаше викенда да не отидеме во Сарај. Цело семејство ќе се соберевме. Па фудбал и ова. Сето тоа допринесува во едно формирање на една здрава, неоптеретена, неискомплексирана личност. Денеска има малце повеќе се даваат некои други приоритети кои не би требало да се стават. Нели секој треба активностите да се насочат на потребите.
Кај нас малце се активностите се зголемуваат, колку и да се лукративни, кои ни одалеку многу ги надминуваат вашите потреби. А потребите се знае на сите кои ни се потребите, чак и кога ќе видите во материјалниот смисол. Нели како викат, ваши пари се оние што вие сте ги потрошиле. Да. Значи, она трчањето по ова, стварањето многу на тоа неминовно се одразува на семејниот живот и на. И исправете ме ако грешам, имам чувство дека некако понервозни се луѓето. Да, вие кој ќе видите сега на партизанска нова, секој некаде брза, секој за нешто е нервозен, а треба да причека само 5 минути. Како се изменија приоритетите? Знаете зашто ја прашам како ги изместивме приоритетите? Например, кога и да разговарам со некој од вашата генерација и се добива чувството, впечатокот дека не дека се југоносталгични, но дека живееле поубаво. Немаше автопати, ама со фичето вели, идеш, не знам, кај ставиш, ќе отвориш моторот од позади и одиш Црна Гора, Хрватска. Денес имате автопати, имате коли и пак не знаете да уживате, ние некако уживавме повеќе. Да. И некако те става на размислување, вие велите Сарај, Треска, Вардар, прва југословенска лига. Знаете како ветера времето и новините во ова време може до некаде да е оправдано. У смисол да сега имаме активности за децата, па први јазик, втори јазик, ако сакате нешто, па меѓутоа има во многу случаи па тоа се малку да кажам, по моje мислење пак, се претерува па уште 2-3 активности се уфрлат. Секој од тие активности чини. И сега вие за да му на вашето дете да му да му го возможите тоа, треба да повеќе работите за да после дрес кодот исто ги оптеретува, ја мислам, младите многу. Да сите мора да имаат фармерски, да има бренд, да имаат старки, да има. Што порано на пример со тоа Сите беа во симот. Сите беа тие ниски шангајки што се кинаа до душа за месец дена играње на бетон, али беа окей. Така да еден дел, меѓутоа другиот дел е, не знам кој тој порив, искрено да ви кажам, да сите треба да работиме, тој точно. Меѓутоа да работиме толку колку ќе ни таа работа овозможи еден пристоен и да кажам комотен живот. Треба да работиме за да живееме, не да живееме за да работиме. Една анкета гледав, една дигресија да направам од мултимилиардери и ги анкетира, кои направиле многу во својот живот, направиле големи пари, али работеле енормно многу. И сега ги анкетираат и ги прашуваат зашто ви е најмногу жал во животот. Грото од нив одговориле затоа што толку многу работев. Значи тоа е не да не се работи, меѓутоа да се работи за да се обезбеди комотен живот на себе и своите деца кон кои имаме некои одговорни. А нашите деца ќе служат за своите деца. Се сменија приоритетите, се сменија навиките, се сменија идолите кај децата и таа како се види тоа трка по брза заработувачка малку ги измести работиве и веројатно поставувањето на несоодветни кадри, не говорам овде за политика на одредени места, сето тоа го прави она што сме ние денес и тоа е таа постојана борба кај што ние веројатно не ја сваќаме демократијата, не знаеме што значи 30 и колку години веќе ние сме во транзиција, 30 години е веќе возрастен човек. А ние сме се уште со девијантни појави. Значи треба секој да очекува да биде почитуван, меѓутоа за да очекува да биде почитуван треба и да почитува. Значи и има некои норми кои што сите треба да тежнееме, да ги исполнуваме. Ја викам стално, ние денеска нема кај во денешниот живот попаметни малку и малку поограничени. Па тие попаметните као се наметнуваат над ограничените. Не, сите сме исто. Меѓутоа има, јас стално кажам, може би малце вулгарно, има расипани и нерасипани. Значи точно сите знаеме што во одреден момент треба да се направи. Меѓутоа, што е правилно да се направи. Меѓутоа зависи, нели, од секој од нас дали ќе го направиме тоа правилното или ќе гледаме некој лукративен момент за себе, па ќе идеме по линија на нешто. Вие сте оптимист по природа и генерално околу тоа како
накаде се развива оваа држава, иако се согласивме кога зборувавме дека образованието и здравството се двата клучни столбови, меѓутоа веројатно ќе треба да помине време за да ги видиме ние бенефитите од тоа ако се реши некоја гарнитура да ги стави на пиедесталот тие два столба. Средно завршувате во Орце Николов. Во гимназија Орце Николов и тој е, можам да кажам, многу убав период од тој веројатно се тие се најубавите гимназиски денови, тама се првите љубови или? Молам? Па да, или не смеете да кажете се. Да, сега да, со обзирам, да, на аудиториума, да. Првите симпатии, да, и да. Вие фативте корзо? Пред Мусандра беше во мое време и беше кај скалите оние во трговски центар. Главните собирања. Така да, тоа ми беа многу убави денови, со многу дружења, со многу пријатели, што денеска се состануваме, со многу спорт, со многу. Така да, имаше и учење, нели? Зашто мораше се да се одработи тоа што требаше да се одработи, се одработи. Меѓутоа имаше и она што го викам ја КЗЖ, културно забавен живот. Да. Кога се решавате за медицина и зошто медицина? Медицина, да ви кажам, ја бев скроз одличен и мене некоја голема претерана желба за медицината немав она од мали години да бидам доктор, па и тоа. Математика исто ми одеше добро, така да и доаѓа и електрофакултет, некој од факултетите каде што доминира математика. Меѓутоа, со обзир на тоа дека бев скроз одличен, а тогаш беше некој тренд да тие што се скроз одлични се запишуваат на медицина и јас се запишав на медицина, што беше желба на моите родители, меѓутоа во ниеден момент не ми наметнува дека мора тоа да биде. И тргнавте медицина? И да, тргнав медицина и исто студентските денови многу. Ние бевме многу голема генерација во тоа време, некаде 270 студенти бевме по медицина и така да малте не да ви кажам гимназискиот живот се преточи во студентски живот, затоа што тоа беа луѓето, интересирањето беа тие, шетањето беа тие, учењето нели максимално тоа. Со тоа да во тоа време и сега е така, организацијски медицински факултет беше засниван на групи за практична настава. И знаете вие во генерацијата една сте со една група, друг пат со друга, трет пат со трета и го ширите кругот на познати и така да имаше убави студентски денови, секако нели напорни, зашто тоа си бараше и учење све. Со тоа, така да, сум задоволен од тој дел. Веројатно сте фатили или сте учеле занајот од постарите ваши колеги кои сте доаѓени на тоа што некогаш било. Да, со тоа да морам да напомнам тука кога се запозни на кожна клиника долго време директор ми беше доктор Докчев, со кој многу долго работев во неговата амбуланта. Он беше еден од директорите што секој ден држеше амбуланта во тоа време. Така да потоа професор доктор Марија Волчкова-Лашковска, со која сум коавтор во пишувањето на учебник дерматологија за студенти по медицина и стоматологија на Универзитет Кирил и Методи, на медицински стоматолошки факултет, која воедно ми е и менторка на магистериумот, со професор доктор Маргарета Балабанова, мојот ментор на докторски студии. И тоа се домашните, да кажам така, од кои јас сум учел многу. Меѓутоа, ја имам и неколку многу драги особи, со кои ден-денска имам многу убави релации, кои што се надвор од државата, од кои многу сум научил. Тоа се професор доктор Матеа Доленц-Војч, сега шеф на катедра на клиниката за дерматологија во Љубљана, каде што ја во мојата едукација 2 пати престојував по еден месец. Професор доктор Михаил Скерлев на Шалата, медицински факултет Загреб и професор со кој најмногу работев, од кој многу научив, не само за дерматологијата, не само за дерматомикологијата, него и за некои животни принципи. Тој е професор доктор Раза Али, професор на дерматологија и микробиологија на медицинскиот факултет на Универзитетот Сан Франциско во Калифорнија. Убави денови и на медицинскиот факултет. Војска бевте?
Не сум Не? бил, ја бев поради некои причини, бев ослободен од војска, така да една година ја бев тие први генерации кои требаа да идат у војска, така да на медицински факултет дојдов со генерацијата пред мене, машките. А женските што викаме ние беа тие од Таман се, како се вели, се погодите, а со излегувањата каде се движи тогаш? Ноќниот живот споменавте во Мусандра, главно Мусандра, диското, Стара чаршија, тогаш беше многу актуелна во излагањата, Мавровка, каде што ние сега мене поликлиниката, тука имаше неколку кафичи каде што многу излагавме, нели? И реков пак кај тие скалите, виогамите скали. Со сопругата како се запознавате? Со сопругата се запознав од кога завршив ја факултет и кога бев ја младиот доктор Старова, тогаш бев младиот. Пошто стариот доктор Старова беше чичко ми. Сега сум ја стариот доктор Старова, а младиот е синот мој. Да, и тогаш се запознав, она беше медицинска сестра на педиатрија и малце како филмска приказна е. Ја на вежби идев на педиатрија, она беше медицинска сестра тамо, така да тука беше првото она гледање. Да. Гледање. И од тогаш практично почнува целата таа приказна. Потоа следува сите оние ваши доградби, надградби во професионален план, специализација. Споменавме, значи медицина веројатно сте имале и тогаш како ве одредува околу тоа кој што насока ќе ја земи или специализација? Тогаш сите завршувавме медицински факултет општо, општо медицински факултет. И мораше да се полага државен испит. Тогаш не. Тогаш се, мислам државен испит ние полагавме кога го завршивме факултетот. Така. А иначе приемен немаше, се запишувавме по успех од И по завршувањето на медицинскиот, значи во тоа време требаше да се запослите некаде, пошто немаше природни специализации и да започнете со специализација. Јас се запослив на кожно и добив специализација по дерматологија. Можда ќе прокоментираме и подоцна за кожно. Кожно од мене не ми беше прв избор во ова. Меѓутоа, знаете како, ја имам едномислен дека ако е човек професионалец и ако се посвети на работата, дека сепак ќе дојде на крај до едно многу задоволително ниво. Ви исполнуваше? Сега од дистанца, ако гледате, би минувале нешто? Сега не. Не? Може би тогаш кога почнав, имаше специјалности кои повеќе ме влеча и би ме привлекле и со поголем елан, во почеток би ги работел, али сега никогаш не би се сменил со специализацијата, со специјалноста и со работата моја. И кога тргнавте на кожно, веројатно како секој млад, така да условно кажано човек, тогаш веројатно планиравте таа кариера да ја градите на клинички центар. Секако, затоа што се знаете како порано беше, кога вие се вработувате на клинички центар, се знаеше патот кој е. Значи да завршите специализација, да магистрирате, да ве изберат за асистент, да докторирате и да ве изберат за наставник. Тоа е некој логичен, значи кога се запослувате во клинички центар. Она што беше до мене, нели, може ќе повторам после во муабетот уште во некој пат. Она што беше до мене, јас сум потполно имам една убава сатисфакција затоа што го изодев тој пат. Тука имаше некои моменти за да не и го изодам до крај со наставничко место, кој не зависе од мене и така да тој последниот дел ја го реализирав на еден друг приватен универзитет. Тешко ли беше да се донесе одлука да се отвори на почеток приватна ординација? Воопшто не беше лесно, затоа што тоа бараше и од организацијски аспект многу да се некој работи вклопат, претежно финансиски аспект, за да ви опремите една ординација која што ќе работи, голем дел од работите што ги работи клиника, требаше да се докупи одредена апаратура, потоа ризикот, затоа што децата не беа студенти, меѓутоа ние така решивме за една хармонија во семејството, за здравје во семејството, за релаксирана атмосфера, се решивме на тој чекор, затоа што, знаете, ситуацијата на клиниката дојде до тој степен да на сите нас дома почна да ни се одразува и по здравје и по еден хармоничен живот кој што до тогаш го имавме и кој, ја да ви кажам искрено, и на крај памет не ми беше да го напуштам клинички центар, затоа што имав некоја идеја,
се нели тамо валоризирам, односно да го исполнам сите услови за наставник, да ме избера за наставник и да некаде практицирам дополнително во рамките на својата струка. Зашто тамо, знаете како, ја имам многу она што не знам дали го закаднавме. Значи работата во клиничкиот центар, каде што ја го напуштив клинички центар од позиција на шеф на одел, на детски одел и 2 дена амбуланта. Јас се вратив тука сега, јас сум секундарно здравство, нели ако земете примарно, секундарно и терцијарно, јас се вратив на нивото на работата кога почнав како специјализант. Секој ден амбуланта. И тоа знаете тоа ми е единствено нешто што покрај некои драги колеги што не ги гледам секој ден, работата со специјализантите, пошто ми ја разбиваше работата со студентите, пошто ја бев асистент на медицински факултет, ми ја разбиваше работата во амбуланта. Сега таа работа во амбуланта ми е малце монотона, да кажам, само со пациенти. Сега од кога станавме поликлиника, тоа е една поголема еден ветер во грбот со запослувањето на доктор Ирина Арсовска-Бежовска, која е млада, која е многу перспективна, која е многу солидна и која многу прати. Така да имаме со кого да разменам нели мислења, со кого ќе разменам идеи за терапија во диференцијалната дијагноза и сега веќе таа монотонија малку почнува да ми се да е порелаксирана и да ми се менува. Пред да одиме во поликлиниката во Мавровка, малку кожно, што е најтежок случај или што е најретко кај кожните случаи? Дерматологијата е исклучителна убава гранка и ја кажам и многу атрактивна со обзир на таа се вика блиц дијагноза. Значи вие требате многу да читате. Значи да читате многу, затоа што во дерматологија има околу 5000 дијагнози. И вие кога гледате нешто, не можете да го видите ако не го знаете. Значи треба многу да читате, за да кога гледате нешто ново, нешто ретко, за да може да помислите на тоа. Иначе бара многу работа и многу гледање, многу клинички слики. Многу е добро ако ја имате среќата како што имав ја, да работите уз некој многу поискусен, за да со него многу полесно ги совладувате дијагнозите. Сега вие не сте во тој козметички оддел, но знаат ли македонците да се чуат кожата? Па, сега со ова пропагирање на мерките, нели заштита од сонце, па редовна контрола на пигментните промени. Да, се менува малку свеста и знаете, ние ги пратиме сите оние работи кои што се веќе на запад. На запад веќе има еден тренд меланомот, кој е еден од најмалигните значи, тумори на кожата и воопшто најмалигни тумор кој може да се појави. Веќе во Америка има средини каде што неговата инциденца едно време многу растеше, поради преголемата изложеност на сонце, каде што сонцето е најголем ризик фактор. Меѓутоа, сега како резултат на сите мерки кои што се пропагираат за негова заштита и спроведувањето на тие мерки, има средини каде што неговата инциденца почнува да се намалува. Иначе дерматологијата, знаете како, е многу лесна и многу тешка. Многу е лесна ако ја работите лефтерно. Затоа што немате некое бреме дека пациентот ќе ви умре. И вие можете сега да ординирате терапии, пациентот да се мачи, вие да немате некој успех во лечењето, а пациентот не умира. Што не е добро, нели, нити за пациентот, нити за терапевтот. Кога вие менувате многу ред терапии и менувате многу дијагнози. Ако ја работите како што треба, не е едноставна, пак ќе повторам од таа причина што имате 5000 дијагнози, што има нешто што многу често го гледате, меѓутоа има нешто што многу ретко го гледате. Сега, тоа што ретко го гледате, вие мора теоретски да го знаете, за да помислите на него. Ако не го знаете теоретски, како би помислиле дека би можело да биде? А во секоја дијагностичка поставка ние имаме дијагноза прима виста, значи првата дијагноза, работна дијагноза, има уште некои диференцијални дијагнози, имам поставки кои треба да се изодат за да се потврди дијагнозата и да се даде соодветна терапија.
многу случаи пати кај нас, знаете, баш од тие причини, што нема некоја одговорност во лекувањето, ќе ви дадат една маст, ќе ви дадат друга маст. Пробај. Да, пробај, баш На така. маски Што е воопшто, значи сосема неправилно. Значи ние мора да имаме искристализирана диагноза и да пациентот го лекуваме, не значи дека секогаш ќе го излекуваме, затоа што има болести кои што се излекуваат, има болести кои што се ставаат под контрола. Има болести каде што раците ни се врзани, резултатите од терапијата се лимитирани. Меѓутоа, ние во секој момент треба да знаеме за која од овие болести се работи и да знаеме што може да му понудиме на пациентот, односно да знаеме да му објасниме што пациентот треба да очекува во иднина. А како реагирате, бидејќи кај вас можеби е најинтересно или може да се деси да се случи да дојдат такви случаи со оние бабини лекови? Кога прашате што се лекува, па ставив малку лук или не знам, ставив винце малку на Да, апропо тоа да ви кажам, да, сега мала дигресија пред некој ден, значи пошто анонимно нема ни спомнуваме ни имаме. Дојде пациент со ние нели се сеќавате вие стигале џамли и шлајка што се вика нели, она дупчето кај што треба. Ова беше баш поголема шлајка овдека позади увото. Вие не знаете од еден кожен карцином кој што се лекува и кој што се излекува. Меѓутоа бил лекуван со алтернативна медицина 7 години. 7 години. И сега е во таа фаза, тоа знаете како е птен голема која веќе ни пластичната хирургија не може да го среди и единствена опција е радиотерапија, која што кај многу кожни карциноми е на последно место. Затоа што нашата предност што е? Ние да ја видиме, ја гледаме секогаш промената. Ако ни експертизата за промената добра, многу рано ја поставуваме диагнозата. Кога рано ја поставуваме диагнозата, лекувањето е многу лесно. Така. Хируршки третмент. Има доста, што одат во алтернативната медицина, што, знаете како, не е добро од повеќе аспекти. Не е добро, прво, пациентот не се излекува. Многу често, таа терапија свара некој овертретмент дерматити се вика. Значи, дерматит кој се развива од терапијата и на крај, што во многу случаи, таа терапија ни го расипува концептот на диагностицирање. Треба скрос од почеток да Да. Ние треба да ги оставиме пациентите подолго време без никаква терапија, да се развие тоа повторно што е развиено и да тргнеме една од почеток процедура по доктрина за да диагностицираме. Докторе, ќе одиме во поликлиниката, гледам дека пратите поприлично спорт, што е највеќе фудбал, кошарка, спорт пратам, порано многу сум играл и кошарка и фудбал и за школа. У последно време, со обзир на килажата и помалка подвижност, бадминтон едно време играв, а сега активно пратам и тоа, знаете како, кога бев ја во Америка една година, некако гледав амерички фудбал цело време, меѓутоа не ги знае правилата. Не го разбирам тоа. Не ми беше многу интересно. Сега тука ги научив правилата, има голема филозофија во играта. И тоа редовно пратам амерички фудбал, NBA и пратам многу премиер лига. Иначе за кого навивате? Ради синот, навијам за Ливерпул и Реал Мадрид, да. Од италијанците? Од американците за 49ers. Тие се од Сан Франциско. А од нашиве? 49ers. Од нашиве или од бивши југословенските? Од бившите југословенски, нели, нормално за клубовите од овде и порано, нели, сите бевме некако поделени Звезда Партизан, нели, па ја бев за Звезда. Тоа, југословенско време бевме, да, нели. Жал ми од тоа време, да ви кажам, ја имам слобода и на движење и не ми преча моите ова, што ниеднаш не отидов во тоа време да гледам вечити дерби на Звезда Партизан? Да, нити на Маракана, нити на ЈНА. Еднаш бев на ЈНА, на Маракана гледав Југославија, Англија, за некои од тие квалификациите и тоа беше што да ви кажам некој мачење четворица, цела вечер се возевме до Белград, па цел ден не фати дожд, па цел ден шетавме у Белград, ја гледавме утакмицата, па цела ноќ се возевме назад и возејќи се околу коментиравме. Прво родителите, никој не ни рече дека нешто паметно работиме, а да биде иронијата најголема, утакмицата ја имаше на телевизија. Тоа е. Меѓутоа амбиентот е амбиент, знаете, Ливерпул, Реал Мадрид, овие нашиве варварите. Да, и 49 Сан Франциско. Добро, ја тие не ги пратам, тие си ги гледате од Италија, за кој навивате?
У Италија... Внимавајте се одговорот. Да, нели за Дженова. За Дженова. Може да одиме во поликлиниката? Да, благодарам, да, би ми било драго да ќе го продолжиме разговорот. До сега беше, нели, ординација, специјалистичка ординација по дерматологија, дермапраксис доктор Старова, да. А од пред една недела е поликлиника по дерматологија, дермапраксис. Дермапраксис, одиме таму во Мавров. Да, во ред, задоволство.